Веќе 8 месеци трае етничкото чистење и геноцидот врз палестинскиот народ во Газа, а тоа е след на 75 годишната војна во Палестина. Овој пат светот не остана неутрален на случувањата, односно светските народи покажаа силна и голема реакција, а како најдобри сојузници и соборци пак на палестинскиот народ се покажаа студентите. Ова движење, односно студентската акција, не ја одмина нашата држава и затоа денеска разговараме со Еди, како представник на студентското движење Укимци за Палестина. Здраво, Еди, добре дојде во Гласни идеи. Фала ви што ме викнавте. Да, јас сум Еди од Укимци за Палестина и ета денеска ќе зборуваме за тоа што значи за нас ова суштинско студентско движење на денешницата. И претпоставувам идејата дојде како след на случувањата во светот, нели почнаа студенти да се групираат во различни земји? Апсолутно да. Па да, на нас не се собра, нели, мислам дека секој од нас осеќаше веќе многу силни емоции. Фактот дека сме влизани веќе во 8-миот месец од овој геноцид и едноставно мораше нешто да се направи. Ние како студенти мислиме дека секој од нас има должност да зборува за овие работи. Ета не само во Палестина, за жал, на уште многу локации во светот се случуваат многу лоши работи. Ама Палестина беше тоа што ги спои луѓето. И тоа е многу интересен феномен, всушност. Да. Нели во ова време на отуѓеност на луѓето, каде што секој си огледа својот интерес и многу не партиципираат во колективното добро, Палестина беше баш прашањето што спои различни луѓе од различни Да, апсолутно, од цел свет. Да, јас би рекол, она е супер дека ние како студенти, ета, можеби имаме и поголемо слободно време, најверојатно не сме дотолку заглавени, да речеме, во 40 часовна работна недела, па ета некако ни е јасно што е она што е важно и за кое што вреди, за кое што мора некако секој од нас да зборува во светот. Затоа би рекол дека студентските движења се како еден вид на стабилизатор на општеството, дека ние можеме да сме многу важен катализатор за важни општествени промени. Па порано се велеше дека во младите иднината и силата, така што мене интересно ми беше многу кога видов дека се појави некое студентско движење, бидејќи еве јас од моето искуство можам да кажам дека последното такво, да кажам, движење по масовно се случи пред 9 до 10 години, студентскиот пленум кога беше и после тоа некој имаше можеби некои иницијативи, ама не знам, не остана и сега се надевам дека ова иницијатива ќе прерасне и во нешто друго, сигурно мислам и вредностите се оние што ве спојуваат во... Апсолутно да, еве ние фактички сме веќе скоро еден месец сме во јавноста, значи ние би можел да кажем дека настанавме на 15 мај, односно ова е ден кој што е многу важен за палестинскиот народ, бидејќи на тој ден се одбележува накбата или настанот што на арапски значи катастрофата, односно тоа исолувањето и геноцид што се вршил во 1948 и 1947 година. И значи еве веќе скоро еден месец измина, ние до сега сме имале неразлични активности, имаме уште некои работи кои што не се за во иднина во план. И да, значи ние веќе ги имаме нели јасно истакнати нашите барања, имате долги? Да, значи ние ги испративме по имејл, па нели секако немаше баш реакција, најверојатно си рекла не е толку озбилно ова, не мора воопшто да реагираме. И нели се разбира следното беше од наша страна да организираме еден собор, тоа се случи во јуни сега. И значи ние ги истакнавме уште еднаш јасно и гласно ги истакнавме нашите барања, кои што еве би ги истакнал и сега. Значи ние баравме од нашиот матичен универзитет јасно и јавно да го осуди геноцидот што се одвива во Газа, јасно и јавно да искаже солидарност со палестинците и палестинките, исто така да се обврзе дека нема да склучува договори и да има соработки со израелски партнери, се дур нема траен прекин на огнот. И исто така, со оглед на тоа што нели ова движење како студентско се има низ цел свет распространето. Дали барањата, сакам да прашам, се идентични? Не се баш идентични, кај нас е малку поразлично.
Значи само сакав да спомнам исто така нели за фактот дека многу од нашите студентите широм светот кои што се борат исто за ова, нели се жртви на страшна политичка бруталност, па исто така и тоа беше едно нешто што сакавме УКЕМ да искаже солидарност со оглед на фактот што ако разгледаме и од директоратот на УКЕМ што стои во нивната официјална програма, стои дека нели УКЕМ исто е овде за да ги развие човечките и етичките вредности на своите студенти, а не знам за какви човечки вредности може да станува збор доколку во некои вакви клучни историски моменти ние не го искористиме нашиот глас. Кај нас премногу долго владееше молк и еве сега јас сум овде и многу од нас се надевам сме охрабрени за да го скршиме молкот и да го ставиме зад нас. Што кажа се за ректоратот и што пишувало во програмата, очигледно многу работи како во секој сектор остануваат како флоскула или само како напишани убаво да изгледаат и да звучат на хартија. Па од тука би сакала да те прашам, еве ти сега мислам си завршил лани, нели? Да. Студии. Да. Па кој е твојот општа впечаток да кажем за високото образование кај нас? Да, овде кај нас. Да, јас тука лани ги завршив моите студии, основни студии, па сега сум на мастер студии во Србија. И така, Србија за жал исто земја која што не е толку нема некои убави ставови во врска со палестинските прашања. Ама и таму се случуваат протести. Да, еве јас да спомнам дека фактички бидејќи јас еден семестар живеев во Белград, заедно со мои колеги од факс и општо и со локални активисти од кои што многу се исто како мене квир активисти и ние сме мислам ова беше главно во соработка со сите оние фини луѓе што ги имам запознаено во друштвени центар Октобар. И значи ние организиравме една акција која што исто така беше пред тоа нивно студентско плато, каде што симулиравме како дека има мртви тела ставени во бели вреќи, имавме и рози исто, црвени рози, и ние во молк, значи им дадовме почит на жртвите, кои што беа скоро 100.000. Мислам, имаше добро, реално не се ни толку важни, се разбира, знаеме дека се страшни и веќе никој од нас не мора ни да ги следиме, тоа не е ни важно. Секој човечки живот е вреден, затоа мене не ми значи многу кога кажат загинале 100.050, загинали еден човек, значи и ништо ние за нас беше она што го организиравме еден мал начин нели да се вклучиме, да се активираме. И фактички одма следниот ден се вратив во Скопје за втората фаза од моите мастер студии, да ги довршам овде малтене и така. И нели отпосле се јави се во ова со нашето студентско организирање овде во Скопје, главно од УКЕМ, но исто така имаме. А како се собравте тоа? Како се состави? Па мислам реалноста е дека се запознавме тука во социјален центар Дуња, ако реално се случи тоа. Апсолутно да. И интересно онака од старт малце ни беше дека не сакавме да се открие дека од овде нели дека целата идеја всушност потекнува. Да, и така. И да, евентуално успеавме да инспирираме, што не е многу мило, инспириравме од некои останати универзитети, вклучувајќи го јужноевропскиот, не знам, Тетовскиот овдом, значи низ земјата успеавме некако малку така да ги охрабриме. Дали се воспостави некоја комуникација? Имаме, да. Па да, мислам, апсолутно што од старт беше очигледно дека има голем мобилизирачки потенцијал во ова и веќе имаме воспоставена комуникација, имаме некои работи заеднички организирано. И така, значи мислиме дека иднината може да биде светла, но се разбира само доколку ние работиме за таа светла иднина. Да, нема само од себе да се случи ништо. Да, на протестот имаше значителна бројка, да кажам, на студенти како за при прв собир. И кој беше одзивот? Пример, како ги информиравте студентите? Дали имавте физичка активност или преку социјалните мрежи се одвиваше тоа? Па ние сметавме дека најпрво фаза 1 нам ни беше сосема онлайн, односно главно и да ги искористевме моќта на социјалните медиуми. Така да.
и успеавме да стигнеме до многу луѓе веќе беа информирани за нас. Ние се уште немавме започнато со некои ствари што се во живо организирани активности. И отпосле кога веќе сватевме дека имаме доволно соодветно голема поддршка, веќе се останато се дојде само по себе. Така да, на тој собирот што го имавме сега во јуни имаше околу 100 луѓе, значи и студенти, алумни, од се по нешто. Да, и би сакале од овде само да расте тоа. Да, и сад, дали универзитетот реагираше некако? Кажа дека кога сте се обратиле преку мејл не реагирале, а после собирот дали имаше некоја реакција? И па да кажам, нешто така смешно на нас што ни беше, значи немаше баш никоја реакција. Се уште немало, мислам, они нас упорно ни избегнуваат, всушност бидејќи веројатно не гледаат. Мислам, ние не сакаме да не гледаат како закана, ама сакаме да ни оддадат легитимитет? Да, дека ние сме нивни, јас веќе не сум, ама сум бил, јас сум алумни на УКИМ, имаме уште луѓе кои што се студенти на до дипломски или на постдипломски и сето тоа, така да би било фер да не сослушаат малку, не само да не избегнуваат. И тоа што беше смешно на некој начин, дека истиот ден кога ние го имавме соберот, они всушност имала конференција една, која што сигурно уште одамна имала организирано, каде што присуствуваа израелци. Имаше многу израелци, да. Вклучувајќи и ова е баш и смешно бидејќи е лажно, амбасадорката на Израел за Република Македонија, ние немаме амбасадорка, ние немаме израелска амбасада, така да и во нивната официјална програма за тој настан за таа конференција тоа било изгрешано. И тоа не е баш некоја мала грешка да измислиш дека има амбасадор во некоја земја што нема. А мислиш ли која е поврзаноста на УКИМ со израелската држава? Со израелската држава. Ние уште од старт свативме со оглед на фактот дека нас не беа различни самите барања за разлика од некои останати светски примери, бидејќи свативме дека УКИМ нема некоја специјална соработка, нема да речеме финансиери од Израел колку што ние успеавме да откриеме. Сите ние истражувавме и да речеме дека и се можеби сме се надевале дека ќе се најде нешто и не се најде ништо, што реално беше супер, ама на крај испадна тоа со конференцијата баш сега во јуни, Да, кои би биле следните активности, да кажам, ако продолжи состојбата со војната, па сигурно така. Имате следни активности? Следни активности, значи, апсолутно би сакале да имаме уште некој собир кој што можеби би бил веќе налик на марш, значи да се движиме од некаде до некаде, тоа ќе одлучиме накнадниво, да не кажувам. Ќе видиме, исто така имавме, се разбира ние како студенти сакаме секогаш да шириме едукација и тоа да стигне до многу луѓе. Има различни настани што ги имавме на ум, некои поедноставни можеби би имале некои филмови, како филмски проекции, или исто така размислувавме, иако сега малце е лошо времето ради испитна сезона и сето тоа, да имаме циклус на предавања, каде што може од различни аспекти да се зборува. Да речеме, јас како биолог би можел да опфатам еколошки аспект, еколошкиот геноцид, односно екоцид. Може некој да зборува за користењето на вештачка интелигенција и ред други работи, значи од различни аспекти да се опфати ова. Мислам дека веќе ни станува јасно дека овие работи не се само лекции за испит, значи геноцидот, колониализмот, империализмот не се само лекции за испит. Апсолутно, за кој се добива 10 кога ги одговориш. Да, само за оценка, па на крај да се забораат сите суштински лекции од тоа што ни се случило и што на сите нас има некакво влијание, што ќе го осетиме сигурно. Сега сакав да те прашам друго што спомна преска, дека барањата ви се разликуваат со останатите движења низ светот. Да. И кажа дека тука УКИМ не ве прецепира баш, сака да ве игнорира. Да, значи они веројатно не сакаат да се искажат на тој начин што би се сметало како некакви политички искази. Да, најверојатно. Дека добро немаат, они се уфазон добро немаме некои финансиери, па не мора ништо специјално да
преземеме, туку само ќе молчиме. Тама И вие баш тоа. барате како високообразовна институција Така, нели да скршат го искажи молкот, да. точно. Ама молчењето е најдобар начин на неутралност, нели? Точно, Така што тоа го точно, видовме значи и со видно. Македонија како гласаше нели воздржана на Да, неколку за неколку резолуции во Обединети нации, така што ставот на УКИМ не е ништо поразличен од ставот на државата, бидејќи Да, државата молчи. во Државата дадената молчи, ситуација. ЮКИМ молчи исто, само ние ета. Да. Да, сега Тоа за жал. околу како што тука еве игнорират, молчат, пример во светот сигурно не е така, дали знаете, дали имате информации за некои реперкусии пример на студенти во другите земји? Имам, да, за жал. Еве сега тоа што ми искочи најскоро, беше дека во Харвард знам некои на оние од Харвард одлучиле на некои студенти да им го одложат доделувањето на нивните дипломи. Тоа навистина не можам да замислам колку Поради е нивниот гнасно. активизам по ова прашање? Да, тоа. Колку што успеав да сватам, да, реално е до тоа. И сега се надевам дека тие студенти најпрво ќе успеат да стигнат до нивните дипломи, па макар и да мора малце да ги чекаат, ама тоа е навистина ужасно, бидејќи нели претпоставам дека тие платиле за да студираат. И еве и да имале стипендија не е важно, сакам да кажам на што личи фактот како да могат да замашта Условувањето. Да. Значи, па тоа сакав да допрам до друг момент, Тоа. ова што се случува со Палестина. Многу добро ги појасни некои работи и позициите на некои држави, на меѓународната заедница, дека се може да биде дозволено во зависност од тоа кој го прави. Па да. Нештото. Така што, еве, не само палестинскиот народ, туку и луѓето што, да кажем, ги поддржуваат и се водат некоја борба во таа насока, еве, доживуваат реперкусии. Па дури и студентите што направиле тие студенти, не знам, платно, стакнале, да. знаме, Толку. веле, да. Сме зборале на микрофони сега што, или на мегафон. И упорно не игнорираат што е најако. И сега што сакаат да ни кажат, дека мора уште нешто да се стори, дури не осознаат, дури не осетиме барем некаква реплика од нив. Така да не знам, стварно е разочарувачко дека нели си студирал некаде или студираш некаде каде што твојот глас не е слушнат за било што. Да. Да, тоа е општеството во мало, како што Да, кажа. да, Значи, да, ти така. кога излегуваш од факултет, ти влегуваш во работен однос или добиваш и други нели својства во општеството и сваќаш дека ниту на работа, ниту во другите својства во општеството, тебе гласот не ти е слушнат, така што УКИМ успе да прави добра работа, те Значи не спрема фактички за иднината што не е најсветла, али тоа. Тоа. Али окей, ние ќе гледаме нашето да си го направиме, па што успееме. Да, за на крај вака мислам дека се те испрашав за УКИМци за Палестина. Дали нешто, не знам, специфично сакаш да споделиш или Па не, да, мислам, не, ово имаше смисла за мене и за многу од нас, дека едноставно толку долго време ни се собираше секаков вид на глупости. Значи, секакви информации стигаат до нас, као, не знам, дека израелската војска била највеганска војска во светот или некој да се ствари. очовечи злосторот. Да, значи од секаков можен аспект или сега дека е Юнин или актуелен, па нели као тоа розово pinkwashing, значи фактички дека нели Израел е место каде што окей да си геј, ЛГБТ+, не знам што, а тоа демек не било окей во Палестина и едноставно Ама не поврзани работи. тоа. Точно. Добро, ова со УКИМци со Палестина, мислам, баш е убаво што се случува, но ипак не е прв облик, еве и јас да ја пофалам и мојата генерација. Имавме, мислам, во неколку наврати до сега протести за Палестина, едниот беше во 2021 година. Да, јас бев на тој. Само што не знам дека вие го организирате најверојатно, ама добро, да. Сега гледаш, после толку години се исто и ние разговараме на темата. За жал се исто, се нема сменото ништо посебно. Во ноември имавме, нели, кога почна веднаш после тоа. Но, како што кажа, еве, не се е исто и се е исто 75 години наназад. Која е твојата перцепција како активист по ова прашање? Што очекуваш дека ќе се случи? Дали јас ќе споделам нешто сега што скоро го слушнав и ми се свијаше и се согласувам ете дека значи во Израел мислам дека сите маски им се веќе сосема од
паднати и веќе нема враќање на тие маски. Мислам дека многу јасно и гласно се искажа својата геноцидност. Така да мислам стварно нема враќање и сега останува на луѓето да се освестат и да действуваат, да се организираат меѓусебно, без разлика дали стана збор за студенти или за кого било. Како што рековме, секој има некаква одредена должност. И мислам дека има ефект сето она што се случува низ светот. Бидејќи веќе станува збор за нешто што се одвива со месеци, што многу мислам и дека расте на интензитет и дека фактички широм светот, не само во Израел, маските започнаа да отпаѓаат. И ни станува јасно дека одредени работи се окей ако некој ги направи, ама не се окей ако некој поразличен ги направи. А станува збор за истите работи, па се направи тоа да има смисла, иако нема. Двојните стандарди на оваа демократија во која што ја живееме. Да. Добро. Иди ти благодарам за убавиот разговор. Фала ти исто што. Па се надевам во иднина ќе разговараме повторно, ама не на вакви теми кога нештата ќе бидат по убави. Па да разговараме и за нешто позитивно, ели? Да. Исто би сакала јас. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.